следите пладневните вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Министерот за информатичко општество Иво Ивановски денес престојува во Штип. Тој има средба со градоначалникот на Штип Илчо Захариев, а ќе има и работна средба со представници и раководители. Јавното предпријатие ИСАР вчера одржа трибина за штедење на водата. Секоја капка е важна, е мото на деновите на водата. Наскоро општина Берово ќе добие градска капела. Проектот чини 8 милиони денари, а средствата се од општинскиот буџет. Со изградбата на капелата се решава голем проблем на граѓаните во Берово и Македонска Каменица. 1000 здравствени работници оваа година ќе заменат на доедукација во САД, Европа и Австралија. Проектот функционира од 2012 година и овозможи преку 1000 доктори и медицински персонал да се доедуцираат во престижни странски клиники. Објавен е огласот за доедукација на македонски лекари во клиничкиот центар во Белград, Србија. Објавен огласот за македонските лекари за специјализација во Белград. Министерството за здравство ќе испрати 10 доктори од општите болници од државата во клиничкиот центар во Белград. Ваквиот проект на Министерството за здравство е со цел да се подигне квалитетот на медицинскиот персонал, односно доедукацијата ќе придонесе поголем капацитет на здравствените услуги во државата. Министерот Тодоров соопшти дека во 2012 година се реализирани 69 едукации, во 2013 година на доедукација во странство испратиле 501 лице, а во 2014 година се реализирани 514 едукации. По завршувањето на едукациите, македонските лекари стекнатото искуство го пренесуваат во нивните матични установи, а со тоа значително се унапредува здравствениот третман на пациентите. Докторот Штип беше испратен на доедукација во болницата Сент Џорџ во Сиднеј, пошто клиничката болница во Штип се извршени 58 стентирања и 207 коронарографии. Наскоро општина Берово ќе добие градска капела. Проектот чини 8 милиони денари, средства од буџетот на општина Берово. Со изградбата на капела се решава голем проблем на граѓаните. На истокот капели имаат сите поголеми општини, а Берово и Македонска Каменица привршуваат со изградба на овие објекти. Наскоро општина Берово ќе добие градска капела. Иако рокот беше до ноември минатата година, истиот се пролонгира поради технички причини, вели градоначалникот Драги Наџински. Капелата која ја почнавме да ја работиме, да ја градиме од 2014 година и имаше рок да биде завршена до крајот на ноември месец, рокот се пролонгира од технички причини. Се надевам, разговаравме со изведувачот дека во најскоро време ќе биде внесена опремата која е потребна за да се опреми капелата, инаку сите други градежни работи се завршени и таа ќе биде готова. Во капелата ќе бидат вклучени сите потребни простории кои ги бараат објектите од ваков тип и ќе се реши еден долгогодишен проблем на жителите од општина Берово. Капелата се гради до црквата Свети Тодор, до градските гробишта во Берово, додека средствата од околу 8 милиони денари ги обезбеди општината. Сите општини на истокот, согласно законот, мора да имаат градска капела. Виница ја пушти во употреба минатата година, а во општините Берово и Македонска Каменица се завршува со изградбата на овие објекти. ЈПИСР вчера одржи трибина за штедење на водата. Секоја капка е важна, е мото на деновите на водата. Неколку активности за подигање на свеста на граѓаните за штедење на водата подготвува ЈПИСР, а вчерашната трибина е дел од програмата. Јавното предпријатие ИСАР од Штип организираше јавна трибина по повод Денови на водата. Трибината се одржа во големата сала на локалната самоуправа, а тема на презентирање беше "Секоја капка е важна". Модератори на трибината беа техничкиот директор на јавното предпријатие ИСАР Игно Иванов, професор Војо Мирчевски,
професор на Факултетот за природни и технички науки и магистер Афродита Зенделова, катедра за минерална технологија. Професор Војо Мирчевски истакна дека трибината има едукативен карактер, односно посочи зошто секоја капка вода е важна. Оваа трибина има едукативен карактер. Значи целта е, како што се гледа и од самата тема, секоја капка вода е важна. Целта е да ги едуцираме граѓаните и сите да се едуцираме у смисла на заштита на водата, значи да штедиме повеќе, исто така да се трудиме да ја заштитуваме од загадување и така натаму, бидејќи знаеме дека водата е значи живот, водата е неопходно нешто без кое ние не можеме да обстоиме на планетата Земја. Што се однесува до заштитата на водата за пиење, професор Мирчевски истакна дека заштитата се базира на законска регулатива. Превентивно е предвидено за заштита на водите околу изворите кои што се користат за водоснабдување, да се одредуваат санитарно-заштитни зони, значи кое нешто треба да го направи секоја фирма која што се бави со проблемот на водоснабдување, односно секој јавно предпријатие. Истото тоа важи и за сите оние кои што ја пакуваат водата за пиење за граѓаните. Јавното предпријатие ИСАР во знак на неделата на водата ја одбележува со низа активности. Техничкиот директор Игно Иванов ни посочи повеќе околу досегашните и идни акции. Цела недела се организираат некои активности се во чест на заштита на водата. Значи, вчерашниот ден имаше посета на филтер станицата, фабриката за преработка на чиста вода за пиење. Денес веќе организираме трибина, утрешниот ден веќе ќе имаме јавен час во училиштето Ванчо Прке, четврток имаме дефиле, така да цела недела имаме некои активности. Светскиот ден на водата се одбележува на 22 март, а по тој повод ЈП ИСАР организира мини хепенинг на плоштадот на пријателство со почеток во 12 часот. Министерот за информатичко општество Иво Ивановски денес престојува во Штип. Тој има средба со градоначалникот на Штип Илчо Захариев, а ќе има и работна средба со представници и раководители на институции за управување со човечки ресурси. Повод за средбата е примената на двата нови закони за вработените во јавниот сектор со цел во воспоставување на сервисно ориентирана јавна администрација. Градинката Гоце Делчев во Виница планира да ја обнови фасадата со која освен квалитетна топлотна и звучна изолација, ќе значи и заштеда за градинката. Во тек е реализација на проект преку програмата за зачувување на природата во Македонија. Вредноста на проектот е околу 650.000 денари, обезбедени преку Швајцарска агенција за развој и градинката Гоце Делчев. Старата градинка Гоце Делчев во Виница покрај интериерот наскоро ќе добие и нов надворешен лик кој ќе го разубави централното подрачје на градот. Естетска, но и енергетска ефикасност ќе биде резултатот од реализацијата на проектот термоизолациона фасада преку програмата за зачувување на природата, а како носител на проектот е Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка. Ова ни е втор проект што го реализираме во соработка со детската градинка Гоце Делчев од Виница. Првиот проект ни беше енергетска ефикасност на детската градинка Гоце Делчев, односно за двата објекти, првиот и вториот, каде што ги заменивме дрвената столарија со ПВЦ профили и електричната инсталација. Овој вториот проект ни е за термоизолациона фасада на детската градинка, објект втор, кој е спроти собранието на општина Виница. Градинката во изминатите неколку години континуирано инвестира во создавање услови кои носат големи заштеди, а новата фасада ќе значи помалку струја летно време за климите и помалку палети за парното во зима. Сега со постојањето на термофасадата очекуваме уште поголема заштеда пред се на пелети со намалена потрошувачка и исто така на електрична енергија. Во текот на летниот период, кога е доста топло, доцна се користат за разградување на просториите климорите. Сега со новата термофасада би требало овој трошок да го намалиме, бидејќи сепак со постојувањето на ова изолација која ќе се состои од пресуван стиропор 8 см дебелина и нов малтер на несување, ќе се добие доста на подобрување на звучната и топлотна изолација на објектот.
Вкупната вредност на проектот е 649.000 денари, средства од кои дел се обезбедени преку Швајцарската агенција за развој и соработка, а со собствено учество од 150.000 денари учествува и градинката. Покрај фасадата која треба да се заврши во јули, паралелно се одржуваат и неколку трибини и предавања за техничкиот персонал, а во текот на наредните месеци ќе следуваат едукативни работилници за дечињата, фокусирани на користење на енергетски ефикасни мерки и техники. Собранието на Македонија ги изгласа промените на Законот за просторно и урбанистичко планирање. Една од причините за носење на законот е потребата од доуредување на постапката за усвојување на планската документација, кога во планскиот опфат има градба со намена, здравствена и социјална заштита и групно домување во функција на образованието. Пратениците на 39-та седница ги усвоија измените и дополнувањата на Законот за просторно и урбанистичко планирање по скратена постапка. Измените и дополнувањата ќе придонесат за дополнителна проверка на почитувањето на стандардите, како и за нормативите во постапката за носење планска документација во случај кога предмет на планирање се градби со намена здравствена заштита, социјална заштита, образование и групно домување во функција на образование. Графичкиот дел од деталните урбанистички планови од сега ќе биде допрецизиран. Со определени градежни линии ќе бидат утврдувани податоците и информациите при изработка на урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации, да се бараат и од органот надлежен за социјална заштита. Ова беа пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации ви подготвуваме за дневникот во 16:30. Пријатен ден!